ден, почитувани гледачи. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Алергија на лекови. Каква е оваа дијагноза? Какви типови на реакции постојат? Од кои лекови најчесто се јавуваат алергиски реакции? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Куити Мерушити Мехмети, дерматолог од клиниката за кожни болести. Доктор Мехмети, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, добро ве најдов. Драго ми е што сум повторно дел од вашата емисија. Така. Доктор Мехмети, за почеток, што значи алергија на лекови? Алергија на лекови е имуномедирана преосетливост на одредени фармаколошки агенси или нивните метаболити, што потоа предизвикува патологија која што може да ги зафати сите органи, но најчесто се презентира на кожата. Така. Кои се тие основни типови на реакции кои што се јавуваат и од кои лекови најчесто доаѓа до алергиски реакции? Постојат 4 типа на преосетливост, значи што сите ги знаеме. Тие се тип 1, тип 2, тип 3, тип 4. Тип 1 е значи IgE медирана и брза реакција која што може да се јавува веднаш после примање на одреден лек, а тип 4 е одложена преосетливост што може да се јави, значи реакцијата малце покасно. Малце покасно, па може би нема веднаш да се помисли дека е реакцијата од лекот. Тип 1 реакцијата обично оди со бронхоспазам, што води до животозагрозувачка состојба како што е анафилаксата. Така. На кои лекови најчесто се добиваат алергиски реакции? Може да имаме алергија на сите лекови, меѓутоа најчесто се антибиотиците, потоа доаѓаат нестероидните антиинфламаторни лекови или аналгетиците. Антиепилептиците исто така може да прават реакција, што важно е тука дека најчесто антиепилептиците дават реакција со одложен тип, што се јавува после 2 или 3 недели од примање на лекот и затоа и почесто пациентите не се сомневаат на лек, мислат дека е нешто друга состојба поврзана со нивната кожа, дека не се работи за лекот. Така. Јас да ги повикам... Имаме и анестетиците што делуваат како алергени и прават алергиски реакции, стоматолошките анестетици исто, контрастите, така да практично сите фармаколошки средства можат да прават алергија. Тука дека алергиските реакции може да се јават кај лекови што ги примаме прв пат, но може да се јават и кај лекови што сме ги пиеле со години и во одреден момент да се јави алергиска реакција. Така, значи може и после неколку години од пиење на лекот. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Доктор Мехмети, кога ги споменавте антибиотиците, дали секогаш кога ќе се пропише антибиотик, треба да се прочита и упатството каде што нели пишува кои може да бидат контраиндикациите? Дали веднаш кога ќе почне да се пие тој антибиотик може да се јави алергиската реакција или после неколку дена, бидејќи нели тие се пијат од 7 до 10 дена во зависност од дијагнозата? Имаме случаи, значи што се јавуваат алергиски реакции одма после пиење на таблетата или на прв пат пиење на таков антибиотик, меѓутоа може да се јави на пиење на втората таблета или после 4 таблети пиење, така да реакцијата може да биде во секое време. Што може да даде алергиска реакција антибиотикот? Дали само на кожа или многу посериозни? Не, може да бидат и многу посериозни реакциите, така да има и само што се јавуваат само со исип на кожа, тие ги сметаме и како најбенигни, да речеме, варијанти, меѓутоа може да имаме и животозагрозувачка состојба со гушење и со анафилакса. Вие сте во амбулантата за алергија на медикаменти веќе неколку години на клиниката за кожни болести. Што покажува секојдневната пракса? Дали се речи секој ден имаме такви пациенти кои што имаат алергија на медикаменти и кога треба да бидат хоспитализирани? Секојдневно ние се бавиме со оваквите пациенти, тие се сложени секако пациенти, има пациенти што се алергични, да речеме, само на антибиотици и тука да речеме дека ни е малце полесна поставувањето на дијагнозата и менаџирањето на тој пациент, меѓутоа имаме и пациенти кои што имат алергија и на аналгетици и на антибиотици, па се случува и анестетици, така да тука ни е многу покомплексно и потешко да доаѓаме до некое решение и да му овозможиме на пациентот да може да пие некаков безбеден лек.
Во кој случај мора да бидат хоспитализирани? Хоспитализирани обично пациентите кога имаат тешка алергиска, бурна реакција алергиска, ние им даваме итна медицинска помош и после тоа ги хоспитализираме и ги следиме зависно од нивната состојба, така и ги хоспитализираме и ги третираме. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам поздрав прво до вас и до докторката. Ви благодариме. Повелете. Во јануар месец примив ампула Кеналог. Бидејќи има проблеми со шаките. Добро. И добив, пред еден месец примив, немав алергија, ништо. Втората која примав по еден месец, добих толку многу јака алергија, истиот момент по 5 минути од кој примив инекцијата. Имав јазикот ми се здебели, не можев да зборувам, гушење, болки во хранопроводот, не знам ке ми тие болки, меѓутоа за среќа одма се вратив, излегов за наградски, ме остави се вратив кај докторката и ме качија горе со системи, со прегледи. 3 дена после тоа имав јако нафрлање по телото. Прво внатрешно имав проблеми, а после по телото. Викат дека од Кеналог не може да се има алергија, ама јас страшно беше. Ако влезе в автобус, може би ќе заминев. Так. Толку јака алергија. Докторката да ми објасни во кој степен е, како е, пред тој на Бактрим. Го примав Бактримо, а после години првата таблета што ја испив и добив исто така јака алергија, меѓутоа некако сега што ја добив толку многу. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето искуство со бурна алергиска реакција, како што каже нашата гледачка. Кеналог, тоа е за раци, за шаки, така. Таа е кортикостероидна терапија. Во литературата и општо е опишано дека и кортикостероидите некогаш може во ретки многу случаи да направат алергиска реакција. Тие се ептен ретки случаи, меѓутоа може пациентката е таков случај. Не ја прашавме дали со Кеналог да не има пиено нешто пред или после тоа, некоја таблета или нешто друго што може да биде друг алерген и да не биде поврзано со Кеналогот. Колку што ја слушнав, 5 минути после примање на инекцијата се појавило тоа задебелување на јазикот. Добро. Можно е да имала и нешто друго, ако имала да се расчисти и тој момент треба со пациентката и секако се смета дека кортикостероидите може да прават во ретки случаи алергиски реакции. Секако ако се сомнева само на Кеналог, треба тогаш да не се употреби секако тој лек. И она вториот сегмент што го спомена, после 3 дена од тој првиот нели појака алергиски продолжува, значи со ИСИП. Реакцијата што била бурна продолжила, алергиската реакција неколку дена продолжува. Ние на тие пациенти им даваме продолжена антиалергиска терапија, им даваме диететски режим, затоа и хоспитализација. Со таква бурна реакција пациентот го хоспитализираме и го следиме. Пред да го вклучам следниот гледач, пак ќе се надоврзам на гледачката. Спомена дека ја примила инекцијата и заминала. Дали можеби кога нешто прв пат се прима, треба да се, како и со вакцините, треба да се почека 10-15 минути за да не се јави толку силна реакција при движење по пат или како што спомена гледачката да се качала во автобус. За сите парентерални терапии пациентите колку 20-30 минути од прилика да се следат за да се види дали има некаква реакција. Дали се појави таква силна реакција, така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, до студиото и имам 2 прашања. Повелете. Првото прашање ми е, детенцето ми е 13 години, машко е, меѓутоа штум ќе јаде јајце, пржено или варено, си сврла како цели брумчиња. Од друго јадење не. А другото прашање ми е, јас на диализа 15-16 години сум, штум ќе почнем со диализата и хепарин нормално ставаат во текот на диализа и одма осеќам како чешање, печење, цела снага. Дали е можна некоја алергија од тоа? Тоа подолго време ви се случува? Па
Па, за мене или за детето? За вас. Па, ми се случува 3-4 месеца уназад навака. Така, јас ви благодарам за јавањето. Еве две прашања има. Да почнеме прво со хепаринот, дали може тој да дава такви? Исто и хепаринот во ретки случаи може да дава реакција. Сме имале такви пациенти што требало во консултација со трансфузиолог или со нефролог да се промени терапијата и да се даде друга хемиска, да речеме, друг лек со хемиски состав што не е сличен како хепарин, меѓутоа сепак тука имаме потешки ситуации, има пациенти кај што не можеме да најдеме замена и тука е проблематично кај тие пациенти. Во секој случај треба да се консултира со диализниот центар да се смени. Што го води, да. Што се однесува до јајцата, еве не е лекови, меѓутоа треба да се носи детето на тестирање прво преку крв, анализи да се видат тотал IgE, алергијата на јајце исто преку крв може да се испита, потоа и на прик кожни тестови може да се јави. За да се потврди алергијата, меѓутоа со овие симптоми што ги кажува, веќе е потврдено дека има алергија на јајце, така да треба да го јаде пржени или варени, меѓутоа многу храна, многу продукти содржат јајце, дали тоа ќе значи дека треба да избегнува и обично треба да се избегнат во сите храни кај што ќе се употреби јајцето. Да, меѓутоа како што споменавте, треба да се ги направат оние анализите. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студијата на лекарката до вас. Ви благодарам. Само намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме. На возраст сум од 72 години. Да. На возраст сум 72 годишна, меѓутоа имам многу чешење на скалпот, 2-3 месеци. Ја мислев од фарбање да е, меѓутоа се фарбам често и така. Ушите, скалпот, чешење, еднаш годишно ми се јавува така и по телото изфрлана, не сум. Бевна кожна, вика чистата и кожата и на скалпот и така, меѓутоа чешење страшно. Ушните школки, скалпот на телото и така. Пиев и таблети, се мачкав, ми дадал, меѓутоа ништо не ми поминува. Поготоа на сабајли или главоболки имам чести, кога ќе ме фати главоболка, се воспалува уште повеќе скалпот и чешање имам. Од што може да е? Тоа подолг период ви се случува? Па да, 2-3 месеци, еднаш годишно ме фаќа, така ми рекоа неуродерматите. Меѓутоа, ево пиев и за нервните завршетоци, за ово, меѓутоа, 2-3 месеци, нон-стоп, сум со печење, чешање, мачкање и така. И сакам докторката да ја прашам дали прават тестови за јагоди. Случајно пред година дена кога доаѓав на клиника за тестови, пробав и за јагода, викам, нели велат, за јагоди обично алергија се јавува и ми покажа малце као надуеност. Па сакам да се проверам и на јагоди. Од 3 години веќе немам каснато. Па не знам дали прават и за јагоди овие тестови. Така, да јас благодарам. Да, ви благодарам. И може да е ова печењето и прво печење, па чешање на скалпот. Така. Ви благодарам многу за јавањето. Колку може да кажеме дека ова е алергиска реакција? Не може со точност да се каже дека е алергиска реакција, може да биде и друга болест од кожата, како што спомна и самата пациентка, дека се работи можеби за неуродерматит, која што е хронична состојба и која што бара да речеме интензивно и следење на состојбата и хронична терапија за да се смират колку толку симптомите. Меѓутоа не се исклучува можноста некоја хронична терапија кај пациентката да прави таква реакција со чешање во скалпот. Има и други состојби што одат со чешање во скалпот, така да се јави на преглед, па ќе се договориме што и како треба да направиме. И за јагоди дали се прават? И секако за тестирање на хроничната терапија пациентката треба и да ги носи сите лекарства, да видиме што можеме и што треба да направиме. За јагоди имате алергија? За јагоди имаме и преку крв анализи и на кожата. Така. Еве јас се надам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ке ве молам, користам апчин ангорон за прескоци на срце
И пред некое време ми се појави алергија, од кога почнав да речам, од кога почнав да ги пијам апчината, цели посипи се јави. Сега ми е забрането да излегувам на сонце. И сега ще ја молам докторката да ми каже нешто. Лекови за срце, За така? срце, да, ангорон. А ги пиете уште, го пиете тој лек Не, уште? ги прекратив, сега немам посипи. Меѓутоа ви кажаа дека не смеете да излегувате на сонце. Да. Колку може тоа и зошто, еве да, ако веќе ги прекинала? Дали состојбата прво дали е сега брзо, акутно, зашто обично им препорачуваме кога имаат алергиска реакција брзо во акутната фаза да не излегуваат Не знам на дали сте уште на сонце. линија? Да. Пред колку време ви се случило ова? Пред 2-3 месеци? Сега пред една недела, две Да, месеци затоа. тоа. Да, сега оти почнав да ги пијам апчината. Значи пред една недела, еве. Во акутната фаза значи. обично им препорачуваме на пациентите да не се изложуваат на сонце, бидејќи самото сонце може да ја влоши состојбата на алергијата, како што и за другите алергии, ама за медикаментите повеќе, и плюс и диететски режим. Така да, значи со меѓутоа пациентката секако што ми имала алергиска реакција од конкретен лек што го знае, тогаш го прекинува лекот и да се консултира со кардиолог да најде замена за тој лек, друг хемиски состав што би помогнала за нејзината состојба. Значи во секој случај оправдане препораката дека не сме да излегува на сонце додека не се Тоа е за краток смират. период секако додека се смири алергијата. Така. Ние секако препораките секогаш се да се заштитиме од сонце. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Не знам дали сам. Да, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата Ви благодариме. и до вас, до докторката. Да прашам едно прашање само. Повелете? Пошто пиеме повеќе лекарства и дали може да порачаме алоe вера од Аронија, што рекламират. И вчера некна имав мал хируршки зафат, биопсија, нешто, дали може да порачам? Како? Дали можете да пиете? Дали може да порачаме да пиеме алоe вера од Аронија, што го рекламират на телевизија? Јас претпоставам дека Да, тие се суплементи, така да пациентите сами си одлучуваат што би сакале да конзумират за подобро здравје и за имунитет. не знам дали од тоа може да се јават, дали се јавуваат. Секогаш постои шанса и од суплементи, од витамини да се јават алергиски реакции секогаш. Така. Да се надоврзам на неколку од гледачите што ни беа, значи кога ќе се почне со терапијата, кога ќе се утврди дека на одреден лек има алергиска реакција, колку период треба да се следи, односно колку може да траат тие реакциите на тој лек, кога може да очекуваме дека ќе се смират па да си почне со друга терапија, доколку нели, еве како што каже гледачката за Значи срце. тоа зависи од организмот, зависи од реакцијата, видот на реакцијата, на алергиската реакција како била. Некои лекови, значи како што се антиепилептиците даваат реакција животозагрозувачки, како што се Стивен Џонсон синдром или токсик тен или дрес синдром, кои што се тешки реакции, барат многу интензивна нега за тие пациенти, за да не имаме компликации, да пациентот да може да има добар резултат од самата алергиска реакција. И тука, значи, секогаш треба да внимаваме повеќе и тој период на опоравување на пациентите е многу подолг за разлика од пациентите што имале само исип и, да речеме, само бронхоспазам или некој ангиоедем. Што може веднаш да помине. Да. Споменавте нели повеќе категории на лекови кои што можат да дадат алергиски реакции и сега еве и од гледачите што не се јавија, значи имаме ние хронични пациенти кои што примаат по неколку лекови. Може да се случи или да добие и антибиотик за одредена состојба, па пие за астма, да кажеме, па пие за диабет, па пие за висок крвен притисок и како може да се утврди од кој лек ја дал алергиската реакција? За да се утврди е сложен процес секако. Ние како дерматолози имаме клучна улога во ова состојба, бидејќи
треба детално да земеме анамнеза, да разговараме за пациентот, да видиме од кој најмногу лек, да речеме, се сомневаме или кој лек ни е повеќе суспектен, за да можеме да тестираме. Меѓутоа, се зависи од симптомите што пациентот ги кажува. Ако кажува некои благи симптоми, можеме да правиме алерголошко тестирање. Меѓутоа, ако реакцијата од лековите е тешка, бурна, животозагрозувачка, тогаш не се препорачува алерголошко тестирање. Тука е проблемот што пациентите се почесто доаѓаат дека имале некаква реакција и одма доаѓаат на клиника за тестирање. Препорачувам на пациентите тие што имале јака алергиска реакција, тешка и знаат од конкретен лек дека пример од некој антибиотик бил или од некој анестетик, тогаш да не доаѓаат за тестирање на таквите лекови. Таа алергија е веќе потврдена со самите симптоми што ги има и ние не препорачуваме тестирање на таквите пациенти, зашто со самото тестирање можеме да имаме иста реакција како што била дури и појака. Кои диагностички методи ги користите за идентификување на алергијата и кои тестови се постојат? Да, постојат прик и интрадермални тестови што ги правиме за лековите, меѓутоа и за одложените реакции правиме 5 алерготестови. Се лепат на грбот, стојат 2 дена лекарствата и после ја читаме реакцијата. Така. Сега кога имаме и серолошки тестирања што ги следиме, значи тотал ИГ или серумските имуноглобулини и пеницилините. Ограничено е тестирањето во тоа што немаме за многу медикаменти, нема комерцијални готови тестови, да речеме. Меѓутоа, кога ги правите тие за 2 дена, како што споминавте, резултатите и сега доколку пациентот донесе неколку кутии или не знам од лекови за кои што треба да се направи проверка, дали додека се чекаат резултатите, може да продолжи со оваа терапија или ќе треба да направи прекин? Сега зависи многу зависи општата состојба, што било, како било со лековите. Обично не, додека ние, значи процесот на тестирање на антибиотици не е така едноставен, трае подолго и пациентите кога доаѓаат ние се трудиме да им објаснуваме дека овој процес е долг и дека не завршува само со кожното тестирање или само преку крв. Тој е процес што ние некогаш правиме преку крв, па потоа правиме тестови на кожа, па се договараме за дозно-провокацијски тестови да дојдат да се хоспитализираат на нашата клиника. Дозно-провокацијските лекови се тестови се златен стандард за тестирање на медикаментозна алергија, меѓутоа тие се многу ризични ако не се земе предвид целата состојба на пациентот, зашто можат да донесат до појава на системски реакции. Затоа и ги правиме тие алерготестови во хоспитални услови, ако имаме реакција да веднаш се реагира и се интервенира. Така. Ќе продолжиме секако со прашањата, меѓутоа имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Слушам дека уште одговара доктор Којтиме. Не намалете го звукот на телевизорот и во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. На телефон професор Балабанова. Случајно овој термин го отворив телевизорот и сум многу пријатно изненадена од гостувањето на доктор Којтиме. Поздрав, професорке. Којтиме, прво би сакала да кажам дека за пациентите дека е среќа што клиниката има личност како доктор Којтиме, која е одговорна, професионална и посветена и ми прави големо задоволство да биде ангажиран лекар во една од најтешките области во дерматоалергологијата, а тоа се алергиите на лекови. Так. Посакувам успех. Знам дека е човек на кој може потполно да се довериме како пациенти за овие сериозни проблеми и посакувам понатаму да има прилика, можност и поддршка во усовршување во светски центри, каде што ќе може да научи што се уште треба да направиме за да ги подобриме условите за работа на нашата клиника. Посакувам среќа и успех и ми израдувавте со оваа денешна емисија. Така, професор Балабанова, мене ми е навистина чест што ни се јавивте во емисијата и што еве вака и кажавте за нашата денешна гостинка.
Благодарам професорка. Јас сум ми беше чест што Така, бев да. нејзин ученик, нејзин студент и мислам заради тоа сум ова што сум денеска, пошто стварно професорката се трудеше да ми пренесе све од нејзиното знаење. Така. Така и да и благодариме на професорката што се јави. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Љубица од Битова се јавува. Повелете. Сакам едно прашање да ја прашам докторката, бидејќи осеќам да е професионалец за овие болести. Едно и друго сакам многу да ја поздравам, исто и вас. Ви благодарим. Јас се вратив од Австралија, за секогаш тука, во родниот крај, али лекарствата што ги добивав во Австралија, ги зедов преку доктор склични на нив. Не е важно то, али продолжив со натуротерапија, ми дадоја, имам хемороиди, ми дадоја хеморо, кал и брањ. За мозокот и многу ми бучи глата и не можам да спијам. Дали смеам да ги пијам овиот терапи или да не ги пијам воопште, да одам само, а ги пијам и од докторот. И така да сум 72 години скоро, и така да ве молам, помогнете ми да не ме труе премногу лекарства во душата. Така да јас ви благодарам многу за јавувањето. Еви и она на што секако знаат да се посомневаат и да реагираат или пациентите премногу лекови. За сите терапии што се сомневаат дека им прави нешто, некаква реакција, секако треба да ги прекинат и да го известат матичниот лекар за тоа. Суплементите и витамините секогаш се опција што можат да се скратат и да не се користат, меѓутоа некои лекови се важни за здравјето на пациентите и тогаш секогаш бараме замена. Кај пациентката се работи за суплементи, така да она може во консултација со матичен доктор и со хирург, може и да ги прекине тие лекарства и да види како ќе биде состојбата. Така, дали ви е од нив реакцијата или треба да се направи замена. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Ало. Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, гледач од Кочани. Повелете. Гледач од Кочани. Да, повелете во програма Поздрав до новинарката и до докторката. Ви благодариме. Само намалете го звукот на телевизорот и ве слушаме. Добро. Јас имам проблем со срцето, пијам за срце апчиње. Пијам Цитрон 4 за возгустена крв. Пијам за одишијас апчиње. Имам проблем со чешење на кожата, онака сум алергичен на полен од пчели. Од пчелата сум алергичен, има пчели, ја и алергичен сум од тоа и за тоа немам пчели сега. Добро. Прашањето е до докторката. Кога ќе се избањам на моето тело, на меките делови од телото кај што е кожата, имам многу големо чешање. Еден саат време после бањањето ќе ме јаде, ќе ме чеша, а после ми помине. Не сум употребувал ништо, не сум ни на доктор. Па морам докторката, ако нешто знае да ми го каже. Дали мислите дали од лековите што ги пиете, еве доктор Мехмети кажа нели нашиот гледач и за срце и за згорчување. Кај пациентот состојбата на кожата може да биде, причините ли може да бидат повеќе работи. Прво треба да се види кожата на пациентот и да се од прилика да се види за што се работи, дали се работи за некоја алергија, дали се работи за некоја инфекција или некаков друг пруритус или што може да биде друга етиологија сосема различна од медикаментозната.
Алергијата на полен не секогаш е поврзана со лековите, меѓутоа ако он се сомнева на хроничната терапија што ја користи или состојбата се поврзува со некој медикамент што неодамна го почнал, тогаш можеме тој лек да го тестираме и да видиме каква реакција. Меѓутоа сепак треба да се консултира со дерматолог за да се види понатака. Кога зборувавме нели за најчестите лекови кои што предизвикуваат алергиски реакции се и анестетиците, се случува пред да се нели направи одредена хируршка интервенција, операција, секогаш се прави нели разговор со анестезиолозите, кој на што е алергичен, меѓутоа понекогаш можеби некој не прима никакви лекови, па не може да знае дали на одреден лек. Колку е тоа како прво, како да кажам, меч со две острици, нели некогаш не можете да знаете дали на одреден лек сте алергичен, меѓутоа и сите оние проверки што треба да бидат направени доколку пациентот е алергичен на одреден лек пред да му се стави анестезија. Па последно време како став и на анестезиолозите и општо е дека пациентите што имаат историја за алергија, било на лекови, било на други инхалативни или нутритивни алергени, секогаш се праќат за тестирање на нашата клиника за анестетици и тука ние можеме некогаш да откриеме некој анестетик што би можел да прави проблем. Меѓутоа има пациенти што немаат никакви алергии, во тек на анестезија се случува алергиска реакција. Таквите пациенти, јас им сакам да им напоменам на пациентите дека таквите тестирања се ризични и ние секогаш ги хоспитализираме тие пациенти. Прво да се консултираат со анестезиолог, да одреди кои анестетици би им биле најнеопходни за тестирање, секогаш во консултација со анестезиолог и ги хоспитализираме пациентите, правиме прик и интрадермални тестови со помалку да речеме алергени, не ги ставаме сите анестетици, така да тој процес трае 3 до 5 дена, може и подолго, зависи од реакцијата на пациентот. За да биде и пациентот побезбеден и ние да имаме подобри резултати, појасни резултати за да можеме да им помогнеме на анестезиолозите при време на операција. Исто така ги споминавте и алергии при стоматолошки интервенции. Од што може да се јави таму? Алергии дали веднаш се појавува? Се појавува обично веднаш и тука препораката е зашто често пациентите од тој лек што имале, пример, од еден конкретен стоматолошки анестетик, ако имале реакција, го носат истиот лек за да се тестира. Прво, да знаат пациентите дека не треба да доаѓаат веднаш после алергиската реакција. Најмалку 4 до 6 недели треба да поминат за да можеме ние да тестираме општо. Второ, не тестираме на тој анестетик или лек било кој што јасно давал алергиска реакција и бурна реакција. Така да секогаш им бараме да земат замена и таа замена да ја тестираме и да видиме дали има некаква реакција или не и дали е безбедно и таа замена да се... Значи при стоматолошки интервенции споменавте од самата анестезија може да се јави? Да, од самата анестезија, меѓутоа може и од лековите што се стават при стоматолошки интервенции. Често ние тестираме и такви лекови во консултација со стоматолог. Меѓутоа не се претпоставам тие толку чести. Не се чести, меѓутоа се случува анестетикот, пример, еден тип од анестетик да имал пациентот реакција и замената што ќе ја носи пак да има и од таа замена реакција, со тоа што малце се потешки тие пациенти за менаџирање, секако треба да имаме предвид дека некои антибиотици или анестетици имат и слична хемиска структура или може да имат и вкрстени реакции, затоа при бирање на замените треба лекарите што ги водат пациентите да знаат што може да им дадат и да бидат безбедни пациентите секако. Кога, доктор Мехмети, треба да се помисли дека станува збор за алергија на лекови? Секогаш кога пациентот се сомнева дека има конзумирано еден одреден лек и од тој лек нешто чувствува, некакви симптоми, прво треба да го прекине тој лек и да се консултира секако со лекар. Општо земено, значи, ако имаме уртикарија, ако имаме ангиоедем, што се развиваат и брзо како процес, отоци, здрвување на вилица, задебелување на јазик, сите тие се знаци за алергија на некој лек. Така да
Самото внесување на некаков медикамент би ни била суспектна како алергија на медикаменти. Често пациентите примат во одреден период, примат и повеќе, да речеме, лекарства во исто време и тогаш е проблематично од кој лек била реакцијата. Тие и се попроблематични пациенти за диагностицирање и тие исто со многу внимателност треба да се следат и да се прават алерготестови. Пошто кажав, при секој алерголошко тестирање ние можеме да имаме системска алергиска реакција. И затоа на сите пациенти им кажуваме при самото тестирање дека можно е да имаме таква реакција. Обично пациентите доаѓаат на клиника и сакаат брзо да завршат работа или сакам да имат разбирање во смисла на тоа дека тестирањето не е така едноставно, дека има ризик и најприоритетно за нас е да биде безбеден пациентот отколку да тестираме. Така. Меѓутоа исто така она што го споминавте, например овие бурни реакции може да се јават кога прв пат почнува некој да ја го пие леко, дали за срце, дали за друга хронична болест. Меѓутоа, доколку со години се пијат например лекови за висок крвен притисок или аналгетици, и после неколку години да се јави алергиска реакција на нив. Колку е тоа често и како да дознаеме, односно да знаеме дека од тој лек што го пиеме со години, еве сега ни се јавила алергиска реакција? Па имаме и такви случаи, значи што дават такви реакции. Можеме да го анализираме самиот тек на наслучување на алергиската реакција, поврзаноста, времето на настанување на алергиската реакција не наведува да помислиме дека се работи за конкретниот лек што се користи, да речеме, ако пациентот пиел некој аналгетик често, цело време и во одреден момент дава алергиска реакција. И најповеќе и таквите пациенти се бунат, викат ние сме го пиеле овој лек со години. Така да се случува пак. Доктор Мехмети, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка и што ви ни кажавте доста корисни совети околу алергијата на лекови, што е она на што треба да се посомневаме кога да се побара нели лекарска помош. Ви благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.